Од денес завршените средношколци имаат можност да обезбедат бруцошко место на еден од 12 факултети или 3 академии на Штипскиот универзитет. Конкурсот предвидува можност за упис на 3800 нови студенти кои документите можат да ги достават на пунктови во Штип, Струмица, Кавадарци, Скопје и Гевгелија, откако претходно ќе направат онлайн пријава. Каде што можат да влезат, да ги внесат своите најосновни податоци, да ги внесат своите оценки, да ги направат електронските плаќања и понатаму нареден чекор е да ги достават своите документи. Сите оние кои што не може да се снајдат, нека дојдат до нашите наставни центри, ќе им помогнеме за да може да ги внесат, односно ќе помогнеме за да се isprocesираат тие документи, да можеме ние да им помогнеме да ги внесеме. Годинава УГД нуди 66 стипендии за нови студенти на Филолошкиот факултет и 210 за сите останати факултети. 30 се предвидени за факултетот за медицински науки, по 20 на земјоделски факултет, економски факултет, правен факултет, факултет за природно-технички науки, факултет за туризам, бизнис, логистика и факултет за информатика. Понатаму по 10 на најдобро рангираните на електротехнички факултет, машински факултет, техничко-технолошки факултет, факултет за образовни науки, Муичка академија и по 5 ќе бидат ослободени од Ликовна академија и Филмска академија. Поради состојбата со пандемијата, приемот на документи се врши уште од 1 јули, а дел од кандидатите нив ги носеа и денес. Ке конкурирам за медицински лаборант, бидејќи сметам дека е добар избор. Па, како добар факултет за мене. Да, на кој факултет? Електротехника. Добро, а каде си? Радоиш. Сите оние кои својата образовна иднина ја гледаат на УГД се надеваат дека состојбата ќе дозволи, па на настава ќе се оди редовно. Затоа што јас се ќе одам прва и полесно ми било да ги свадам работите физички, кога присуствувам. Па поможеш да научиш нешто онлайн, по-друго. Ке се постигне, ама не може да се постигнат истите резултати што би се постигнале физички. Сепак крајниот збор за тоа дали ќе се учи со физичко присуство или онлайн ќе го има Комисијата за заразни болести. Уште немаме насоки како ќе се одвие на таа настава за наредниот семестар, ќе видиме како ќе биде. Моментално е убаво што може да ги понудиме и двете опции. Значи спремни сме да се вратиме во предавалните ако дозволи нели пандемијата. Ако не, значи Универзитет Гоце Делчев даде многу добар одговор за онлайн наставата, беше добро оценет од Microsoft. Ќе чекаме до последен момент да видиме како ќе биде, кои ќе бидат препораките од Министерството за образование, од Комисијата за заразни болести, така да кога ќе стигнат тие препораки ќе ја донесеме таа одлука. Првиот уписен рок започна денес, а ќе трае до 1 септември, до кога кандидатите можат да ги доставуваат документите. По ова следува рангирањето.